Голем дел од иконите и фреските во црквите во Прилепскиот регион се во катастрофална состојба и потребна е нивна итна заштита и конзервација. Ова го покажал проектот на Заводот и музеј Прилеп за реевидирање на иконите во Прилепско, кој се спроведува веќе трета година поред. До сега биле посетени околу 30 на села, каде се евидентирале 511 икони, кои што датираат од 16-тиот па се до 19-тиот век. Можам да кажам пола од црквите се во таа состојба, исто и иконите. Ако 511 икони вкупно евидентирани, можам да речем дека околу 100 икони се во состојба, во катастрофална состојба. Катастрофална, не состојба која што бара само една конзервација. Имате и за реставрација, затоа што се доста оштетени иконите. Поради оштетените кровови, уништени биле и фреско живописите од течењето на вода во самите цркви. Самите луѓе имаат многу малце можност да можат да извршат некоја си видоизменување на крововите, затоа секогаш музеот на град Прилеп секогаш стои на располагање да се обратат со нашите архитекти за да можат да разговараат, за да му кажат кој е најдобар начин за да се направи реконструкција или дренажа на самите цркви за да се заштити. Моментално во тек била конзервација на дел од фреско живописите во Прилепско, но за жал парите кои државата години наназад ги оделува за заштита на културното наследство се премногу мали. Ако се работи со ова темпо, ќе бидат потребни децении или можеби и векови да се заштити нашето културно богатство. Самиот музеј, Завод и музеј, моментално работи на Зрзе манастирот и работи во манастир Маријово во црквата. Тоа е долготраен процес, не е процес кој што можете да влезете во црквата и во рок од еден месец да се заврши комплетна заштита на самите фрески или на иконите, затоа самиот процес е подолготраен и затоа не можеме ние во еден замав да се заштитат многу цркви. Во 2019 година ќе се прави и реевиденција на иконите и црквите во самиот град Прилеп. Од Заводот и музеј Прилеп велат дека в година ќе поднесат проект за што е можна побрзо да се заштити ова наше културно богатство.